Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Денеска снимаме, мислам дека ова е веќе 8 Q&A на каналот и на Instagram постив стори каде што требаше да им поставувате и сега имаме ова кога скролам нема крај, така да не знам како ќе се снајдам и дали ќе стигнам баш до оние најинтересните и најчестите прашања, али ќе видиме што ќе испане, така да идеме нешто поред да читаме. Дали имаш возачка дозвола и те молам позме. Поздрав тебе Давор, немам и знам, гледам дека има многу прашања во врска со тоа дали ја возам и дали имам возачка, немам уште, не ми се раѓаше уште желба воопшто за возење и се уште си замислував како мало дете што не сака воопшто да вози, не се замислува себе како некој возач, али сега полека ми се развива некоја си желба, така да сега не знам, вајда летово не ради све што ќе се дешава, али можеби таму негде септември, октомври да почнам, али мислам дека годинава сега ќе почнам со часови со нешто. Исто така гледам дека има премногу прашања за шоуто што ќе биде на 19 мај во Борис Трајковски. Многу прашувате за картите, така да еве ќе ви оставам, се надам дека нема заборавам, доле во описот на видеото ќе ви оставам потребни информации, линк од нешто каде што можете да прочитате повеќе за тоа, за да не ви раскажам вака, затоа што таму кај што има се пишува. Каде беше за 1 мај? Бев во Србија, тоест на 1 мај јас се враќав, бев цел Великден во Србија и на 1 мај вечерта се вратив уствари. Зошто немаше 90 секунди? Овој петок што измина немаше 90 секунди, знам имаше многу прашања во врска со тоа, али јас напишав и на комјунити табо дека најверојатно нема да има 90 секунди поради тоа што бев во Србија, поради тоа што пак малце го изгубив ритмот и поради тоа што доаѓаат стварно големи проекти што за многу кратко ќе да знаете што се и ќе бидат објавени месецов на мојот канал, што е можно побрзо. Тие што ме следат на Instagram сигурно ќе прочитаат пред време, така да следете во Instagram за да прочитате точно кога нешто искача. Еве можеби следниот петок што доаѓа ќе нема 90 секунди со цел за тоа дека викендот ќе има нешто побомбастично. Не икам да ви откривам поише и не знам дали ќе биде така, ако случајно проектот што треба да искочи викендов, значи викендов што доаѓа, ако дефинитивно искача проектот, тогаш нема да има 90 секунди, а ако не искача викендов ќе има наверојатно 90 секунди. Не знам дали ве разбирате, али тоа што следи е стварно големо и едва чекам да го видите сите. А иначе тоа најголемото не е специјалот, туку едно тие проектите е специјалот. А специјалот е посебно нешто, а тоа најголемото е друго нешто, така да ќе видите. Кога повторно ќе се качеш на Исарот? Па не знам, во рокот кога бевме во Штип за турнејава, ја се качевме со Марко и после 3-4 дена јас отидов уствари да го снимам таму и специјалот, така да сега за сега ми е доста Исарот, али сигурно ќе му се вратам на тоа место. Леле, ова прашање, значи кога ќе поставам Q&A знам дека 60% од прашањата се тоа прашање, а 40% се сите други прашања. Имаш ли девојка? Имам девојка. Сега одговорот е различен за разлика од некои други Q&A, така да, во моментов имам. Дали се возбуден за 19 мај Борис Трајковски? Нормално дека сум возбуден и едва чекам да видам што ќе донесе тоа, како се ќе биде. Јас верувам дека ќе биде лудо, верувам дека ќе има премногу, верувам дека и тоа што ние го спремаме ќе биде стварно супер, така да едва чекам да дојде 19 мај. Кој ти е омилен пејач од Балканот? Не знам, можеби би кажал би издвоил Сара Јо, поради тоа што ми е некако посебна, ми се двои од све останато и не знам. У моментов што ако не размислувам многу и ако кажувам што прво ми доаѓа на памет од Балканот, би рекол Сара Јо. Дали си размислувал во иднина што ќе работиш? Јас би сакал и во иднина да продолжи ова што го правам и сега во моментов ова што го правам, али ако не е ова, тогаш дефинитивно би правел повторно нешто креативно, или би работел графички дизајн, или би работел некаква си продукција на видеа, било што поврзано со видеа, или не знам, нешто слично така, зашто јас студирам и дизајн и мултимедија, така да ќе биде сигурно во таа сфера нешто. На брзина кажи, Марика вика дека мајка и се вика Велика. Многу прашувате дали ќе има Fortnite видео. Многу сакам да ви направам само поради вие што толку сакате барем едно да има такво, така да иако имаше од многу одамна, поради тоа што гледам дека има премногу што сакате, ќе се обидам да снимам едно Fortnite видео.
Вето, од што би се откажал од телефонот или од камерата? Од камерата, зашто имам камера од телефон. Хе-хе. 5 деца или 0? 5, фала Богу. На што трошиш најмногу пари? Почнавте да ми... Секогаш кога има Q&A, уствари, многу прашања има и од 90 секунди, така да на ова прашање на што трошам, ако морам онака прво, ако би бил на 90 секунди, прво онака што би ми дошло да испукам е било храна. А вака кога ќе размислам, валја на компјутерот сум потрошил најмногу, така да... Дали со Маркос те размислувале за втора книга? Тоа е често поставувано прашање, зашто кога ќе направиш една, сите онака ајде втора да видиме. Не знам, јас во моментов би рекол зошто да не, али здравје сега во моментов е рано, така да можеби во иднина никогаш не знаеме што носи иднината, така да не знам, можеби. Ако имаш прилика да се преселиш во друга држава, која држава би била? Ја искрено би сакал да живеам и во Србија, затоа што во Србија имам стварно многу роднини, јас по правило сум пола србин, пола македонец, уствари македонец со српско потекло или како сакате да го речете. Би живеал таму, ако гледам друго нешто, леле гласов стварно ми умира. Би живеал можеби во земји горе што имаат највисоки стандарди, нешто Данска. Можеби би живеал во Данска. Дали пушиш? Не. Дали би направил пауза од 5 години да не снимаш ни едно видео, ако после тоа би имал 1 милион субскрајбери? Не би направил, нема шанси, затоа што ја и ова што го правам затоа што на некој начин, освен што сега откако ве добив вас, чувствувам и одговорност дека морам да снимам ново видео за вас, а освен тоа јас го снимам овој од потреба затоа што јас не можам туку така да седам и морам нешто да правам и морам нешто да креирам. Така да ова што го правам затоа што стварно сакам да го правам и не би можел да издржам 5 години да не направам видео, нема шанси. Ако би си го сменил името, како би се викал? Позмел видео, еве поздрав до Лука Стефановски. Лука, буквално ти имаш име што мене многу ми се свиѓа и она кога мислам дека детето би си го крстил Лука или нешто, не знам, Лука ми е многу убаво име. И Марио ми е убаво име, така да не знам. Можеби би се викал Лука како и тебе Лука. Хе-хе. Дали сакаш диско? Какво прашање? Не би кажал целосно не, али не сум тип на човек што е толку outgoing и што обожава диска. Иако некогаш да, зашто да не. Леле, многу прашања има, сега ќе направам буквално ова и ќе одам да видам подоле што има. Дали би сакал да се сретнеш лично со папата? Сакате ли 90 секунди со папата? Се зафркавам. Не знам, не. Дали ќе има Бин Бузл парт 3? Во вториот дел рековме дека е последен, трети би имал доколку најдеме некои си нови Бин Бузл или направат некои нови Бин Бузл што не се исти на тие. Сега за сега со тоа што ние мислиме дека постои како Бин Бузл, нема да има нов дел. Ако вие знаете дека има некои си нови Бин Бузл или не знам, информирајте не, па можеби ќе ги земеме тие, па ќе снимаме, не знам. Сега за сега моментов не. Дали ти е напорно да бидеш на интервјуа на телевизија, поготово од Сабајле? Па и да и не. Кога збориш само за од Сабајле, би кажал да, затоа што сум човек што му треба многу време од Сабајле да одмрзне. Буквално ми треба, не знам, 2-3 сати од како ќе станам за да можам асално да функционирам. Освен ако нешто не ме натера кога ќе станам одма да излезам од дома, тогаш више е подруго. Тоа можеби нема многу смисла. Има некако мојата глава, не знам дали има за вас, али еве да не филозофирам, ми е напорно на Сабајле, повеќе ги сакам оние кога е по прик вечер, ама добро. Сега го сакам интервјуа затоа што јас и принцип сакам многу вака да зборам и да се искажам што имам да кажам, така да не ми е проблем. Зошто носиш секој видео капа? Еве сега ова не носам. Не знам зашто сега се шишав и некако така малце сум си чуден сам на себе, некако ми е интересно вака сега во моментов без капа. Али зашто носам, не знам зашто стана ко дел од мене, ко ја почнав да бидам предпознат дека нонстоп носам капи, јас сакам да носам капи зашто некогаш си ја мразам косата кога ми е жбун, така да не знам. Едноставно капи is my thing now. Дали ќе има 90 секунди со некои странски фаворити? Па не знам зашто да не. Ја не знам и 90 секунди до Каре ќе тера и дали ќе има трета сезона, каква ќе биде третата сезона? Ма да имам нешто во глава, али тоа ќе го збориме во моментот кога ќе кажам
Ова е последна епизода од втора сезона. Тука заокружуваме, се навраќаме на све што се десило и ќе кажам што во моментов размислам за трета сезона, така да ќе има посебно видео каде што ќе зборам само за 90 секунди. Дали мислиш да ја напуштиш Македонија кога ќе го завршиш факултетот? Тоа е добро прашање, али не знам. Мислам дека и многу како мене се разочарани од оваа држава поради што не. Од една страна и сакам да ворам тука, али тоа не значи дека е пример ако јас живеам, не знам каде, дека пример не можам да снимам видеа и да ги зборам на македонски. Тоа нема да ме спречи ако живеам не знам каде. Така да не планирам толку напред што ќе се случува и не сакам толку да се замарам за тоа што носи иднината и никогаш не знаеме што носи, така да можеби да, можеби не. А дека сум нешто ограничен дека по секоја цена би останал тука, не. Ако ми се укаже нешто убаво надвор, I'm all in. Гледаш ли Game of Thrones, не го прашуваат, не да гледам, ако ме следите на Instagram знаете дека гледам. Опсенат сум со серијата, опсенат сум, ја обожавам и тврдам дека е најдобрата серија која постои. Judge me all you want. Кој не ја гледал, стварно пропушта многу и јас до пред една година не ја гледав поради одбивно што сите толку ја фаворизираат и што сите ја напнуваат и ја прават кој да е најболje нешто, али еден ден седнав и викам ајде баш да видам што е тоа што толку сите го гледаат и го сакаат и како почнав не застанав, така да ги изгледав сите сезони одма. Така да ако некој нема почнато Game of Thrones, нека почне. Добро, мислам дека стварно има премногу, не можам ни да ги дочитам колку ги има, не престанува ова да се врти. И многу ми е жал што стварно не можам да ги прочитам сите затоа што сте премногу. Ова видео мислам дека веќе отиде да трае долго, така да за да не трае предолго, ќе застанеме тука и секако дека ќе има сигурно и друг дел каде што ќе можете да ме прашате нешто. И јас ќе ви кажам фала за целата поддршка. Лајкнете го видео ако ви се допадна и не заборавате да сте субскрајбните на мојот канал. Стварно не знам да зборам и стварно гласов го губам. Чекајте да видите што е тоа големо што доаѓа. Бидете будни денојуве. Се гледаме следното видео. Чао.